Деновиве главна тема во Македонија е дали ќе ни доселат мигранти. Прашањето дали се преговара Велика Британија да не ги испрати легалните мигранти, кои самата ги прогласила за непожелни, ја вжешти политичката сцена во земјава. Премиерот Христијан Мицкоски јасно ги отврла овие можности и тврди дека за таква тема нема ниту да се разговара. СДСМ пак е ептен загрижен и почнува онлайн петиција меѓу граѓаните за сопирање на доаѓање на илегални мигранти. Едноставно, силни напори се вложуваат во хипотетичка заштита на Македонија, а некако слабо се гледа дека земјата има реална мака од друг тип на миграција. Нашата младина мигрира, во голем број ја напушта сопствената држава. Тоа е тема на која треба да се троши енергија и од власти и од опозицијата. И едните и другите силно најавуваат демографски политики. Докаде е таа работа? Време е за вистинско вложување на сите капацитети за да се спречи иселувањето и да се создава иднина за младите, тука во Македонија. Венко Филипче, председател на СДСМ, денеска најави дека ќе достави резолуција до Собранието со која би се спречило носење на мигранти во Македонија. Филипче спомена и протест. Од Собранието ќе бараме да се изгласа резолуција за ова да го запреме. Ако не се прифати резолуцијата, еден од начините да се бориме е да повикаме на голем народен протест, силни обединети против носење на мигранти во Македонија, рече Филипче. Тој рече дека нивни извори од Британија им кажале дека владата дала потврда за примање на мигранти во Македонија. Продолжува судењето на трагедијата во кочанската дискотека Пулс. Воведни зборови даде одбраната на четворицата обвинети поранешни директори на Дирекцијата за заштита и спасување и главниот инспектор во ДЗС, кои заедно со останатите 30 обвинети физички лица се товарат за тешки дела против општата сигурност. Поранешните директори и инспекторот се обвинети дека од 2012 година не распоределе инспектор за заштита и спасување во Кочани и никогаш не спровеле инспекцијски надзор во дискотеката. Воведен збор ќе даде и одбраната на поранешните министри за економија Валјон Саракини и Крешник Бектеши. Тие се обвинети дека издале лиценци за работа на дискотеката Пулс без да ја проверат документацијата. Од истото министерство обвинети се и 5 службеници, од кои еден е обвинет и за примање подкуп во 2 наврати за да се издаде лиценца за Пулс. На минатото рочиште, одбраната на обвинетите градежни инспектори истакна дека причината за пожарот во дискотеката е употребата на пиротехниката, а не е пропуст во градежната конструкција на објектот. Владата вчера одлучи да ја продолжи постапката за разрешување на републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Владината одлука е донесена и таа ќе биде испратена во Собранието на гласање. Владата како забелешки за неговата работа ги наведе неовластено споделување информации од предмети и нарушување на угледот на институцијата. Македонската влада оваа постапка за прв пат ја отвори пред кочанската трагедија, па поради тоа и поради локалните избори постапката беше во мирување. Претходно Советот на јавни обвинители не даде позитивно мислење за разрешување на Коцевски. Според законот потребно е просто мнозинство од 61 пратеник за Собранието да му го прекине мандатот на државниот обвинител. Граѓаните уште денеска имаат можност да запишат граѓански обврзници од третата емисија во деловните банки во земјава, известија од Министерството за финансии. Граѓанските обврзници од оваа емисија се со рок од 2 години и каматна стапка од 4,5% годишно. Износот на една граѓанска обврзница која што граѓаните може да ја запишат е 10.000 денари. Аукцијата ќе се одржи на 12 декември. Министерството за дигитална трансформација информираше дека остануваат уште 10 дена за аплицирање за студентски ваучери за купување на електронски уреди за студентите на додипломски студии, запишани во учебната 2025-26 година. До сега се доделени вкупно 42.606 ваучери, од кои се искористени 27.426. Од Министерството подсетуваат дека рокот за аплицирање од страна на студентите е до 20.12.2025 година, а искористувањето на ваучерите ќе биде со рок до 31.12.2025 година. Во првите 9 дена од декември возачите направиле над 6.000 сообраќајни прекршоци низ Македонија, а биле уапсени 44 лица кои безобзирно возеле, соопшти МВР.
Од вкупниот број прекршоци, најмногу над 1500 се за брзо возење. Уапсените пак возеле пијани во забранет правец или со огромна брзина. Министерството за внатрешни работи информира и дека сообраќајните контроли засилено ќе продолжат и во наредниот период. Се очекува и денеска грчките земјоделци да го блокираат граничниот премин Евзони за влез и излез од Грција кон нашата земја. Најавениот термин за тоа е периодот од 12 до 16 и од 18 до 22 часот. Исклучок ќе има за камионите со грчки производи. На граничниот премин Евзони Богородица паркирани се повеќе од 300 трактори и веќе 10 дена грчките земјоделци периодично го затвораат патот за сообраќај. За денеска најавен е протест во градот Волос и блокада на пристаништето. Сончевото и невообичаено топло време ќе се задржи на територијата на цела Македонија и во наредните денови. Во утринските часови температурите ќе бидат околу нулата, а ќе има и магла. Максималната дневна температура ќе се движи помеѓу 11 до 16 степени и во Скопје ќе биде слично. Утринските температури ќе бидат до 1 степен, а дневните до 13 степени. Председателот на Србија Александар Вучиќ објави дека ќе им предложи на лидерите на Европската Унија да го примат цел Западен Балкан одеднаш. Влезот на Западниот Балкан во целина во ЕУ е најдобрата идеја. Ако некоја земја остане надвор, што ќе правите со тие држави? Знам дека сите зборуваат за усогласеност, но тука не е само прашање на еднината на регионот, туку на еднината на Европа, рече тој. Тој додаде дека верува дека таквата одлука би имала позитивен ефект за сите. Илјадници грчки земјоделци цела недела со трактори ги блокираат патиштата низ целата земја, како и граничните премини. Врховниот суд донесе наредба со која полицијата мора итно да превземе мерки за запирање на попречувањето на сообраќајот и загрозувањето на критичната инфраструктура. Во наредбата судот оценува дека земјоделците со блокадите вршат кривични дела, а дека представниците на државните органи кои нема да ја применуваат наредбата ќе сносат и дисциплинска и кривична одговорност. Американските преговарачи му пренеле порака на украинскиот председател Володимир Зеленски дека Доналд Трамп му дава само неколку дена да одговори на предложениот мировен договор, пренесува Financial Times. Зеленски се пожалил до челниците на Европската Унија за овој, како што рекол, притисок. Во интервју за Политико на прашањето дали му поставил рок на Зеленски, Трамп рече: "Па тој ќе мора да се фати за работа и да почне да прифаќа работа и затоа што губи на фронтот." Европската Унија е распаѓачка група нации предводени од слаби луѓе кои не знаат што прават, а некои од нив се глупави, изјави американскиот председател Доналд Трамп во интервју за Политико. Тој јасно стави до знаење дека ќе ги поддржи европските политичари кои ја делат неговата визија за континентот. Не знаат што да прават, Европа не знае што да прави, додаде Трамп во интервјуто. Европската Унија одговори преку портпаролката Паула Пиньо, која изјави дека Унијата е многу задоволна и благодарна што располага со силни и компетентни лидери. Германија економски паѓа на колена, а експерти најавуваат најтежок бран на стечај на компаниите во последната деценија. Според официјалната статистика, во 2025 година се очекуваат да се затворат околу 24.000 фирми. Мали и средни фирми ставаат клучна врата. Работници остануваат без работа, а јавноста реагира дека додека германските фабрики се затвораат, владата троши пари за помош на Украина. Идеолошката заслепеност и русофобијата, според дел од аналитичарите, ја довеле земјата во точка каде средната класа се распаѓа, а власта која го чека падот на Русија сега ја гледа сопствената економија како се распаѓа. Тензиите помеѓу Кина и Јапонија тлеат поради што Вашингтон за прв пат го критикува Пекинг за насочување на радари кон јапонски воени авиони за време на вежбата минатата недела. Инцидентот во близина на јапонските острови се случи откако јапонската премиерка Санае Такаичи предизвика спор со Пекинг минатиот месец со незините изјави за тоа како Токио би можел да одговори на евентуален кинески напад врз Тајван. Кина го смета Тајван за свој и не ја исклучи употребата на сила за да ја превземе контролата врз островот, кој се наоѓа на нешто повеќе од 100 километри од јапонската територија.